Здраво, јас сум Илија. Здраво, јас сум Иван. Краудфандинг, нели тоа беше кога бараш пари од некого на интернет? Реално, краудфандингот ти е за да си ја продадеш идејата. Ако имаш добра идеја, ја поставуваш и преку краудфандинг наоѓаш луѓе кои исто така би ја поддржале твојата идеја и се спремни да придонесат финансиски за ти истата да си ја оствариш. Најпрво треба да најдеш соодветната платформа која одговара за твоите потреби, за твојата идеја, да креираш многу добро видео, да спремиш маркетинг план уште пред да ја почнеш кампањата, јасно да го прикажеш во текстот која е твојата идеја, што сакаш да постигнеш и нормално да им кажеш на луѓето зашто им бараш пари. И на крајот, нели, ставаш цели кои што сакаш да ги постигнеш во текот на самата кампања. Ние ги викаме stretch goals на англиски, меѓутоа дополнителни цели во рамки на истиот проект. Океј, генерално концептот на краудфандинг се спроведува преку интернет платформи. Најголем дел од нив се интернационални и се достапни за целиот свет. Како најпопуларни досега во светот можам да ги спомнам платформата Kickstarter, Indiegogo, некои нивни гранки кои опфаќаат посебни, поспецифични сегменти, GoFundMe како алатка која користат за остварување на некои лични цели, се само дел од многуте платформи кои се користат за спроведување на краудфандинг кампањи. Сите овие проекти кои што се поставуваат на овие платформи се бесплатни. Она што е најпопуларниот метод на запад, тоа е кога продаваш продукт, односно креираш некој производ кој што го поставуваш на самата платформа и за тоа луѓето плаќаат, односно донираат, те поддржуваат и за возврат го добиваат твојот продукт назад. Сепак краудфандингот нуди многу можности за граѓанските организации кои не работат најчесто на конкретни продукти, туку имаат некои општествени цели кои сакаат да ги постигнат за подобрување нели на доброто на луѓето, така што можноста за нив е исто така тука да постават своја кампања врз основа на својата работа и да најдат луѓе кои ги имаат истите интереси и сакаат да придонесат за таа кауза. А има и уште еден трет начин, кои што се индивидуални донации. Например, јас ако сакам, ако ми требаат средства за патување, за лекување, барам од луѓето да донираат за да можам да си остварам својата цел. Еве, например, група млади дечки од Македонија успеа да развијат бизнис модел кој се темели главно на краудфандинг, односно поконкретно преку Kickstarter платформата, преку пласирање на производ во форма на друштвена игра. А јас знам едни дечки од Битола кои што се граѓанска организација, се викаат Форум 16 и они лансираа кампања со која што сакаат да го донесат првото кино движење во Македонија. И они бараат средства за опрема, техничка опрема, за да можат да обучуваат млади креативци кои што потоа би снимале и би правеле видеа. И во моментот им тече кампањата на Generosity, мислам. Обично и младите кои сакаат да почнат свој стартап помалку се запознаени со овој концепт, а и некако посигурен моделот на барање инвестиција од бизнис донатори и од бизнис инкубатори. Од друга страна, граѓанските организации се навикнати на класичниот донаторски пристап. Краудфандингот е една од најбрзо растечките индустрии во светот. На годишно ниво во 2015 година се собрани 34 милиарди долари. А кај нас мислам дека има само 2 успешни проекти кои што собрале средства на светските краудфандинг платформи. Може би вака звучи сложено, меѓутоа доколку сакаш да поставиш краудфандинг кампања, не е неопходно да имаш консултант или некој што ќе те подучи, бидејќи можеш и самиот да ја поставиш кампањата, а исто така можат и да го консултираат првиот водич за краудфандинг кој што е објавен и на македонски јазик. Не ме ограничува со никакви правила како да си ја презентирам својата идеја и можеш да бидеш иновативен, уникатен и креативен колку што сакаш во презентирање на идејата. Со поставување на твојот потенцијален производ како кампања на платформата, одма добиваш фидбек од оние кои се твои потенцијални купувачи. Добро, ама од друга страна се натпреваруваш со многу голема публика кој што можеби има
сличен производ како твојот или слична идеја и ти треба да најдеш начин како да ги привлечеш со твојата идеја за тие да го поддржат твојот проект или производ. Но на крајот на денот знаеш дека сето тоа што ќе го собереш и продуктот кој ќе успееш да си го финансираш е само твој. Краудфандингот не е начин за да станеме славни и богати. И секогаш, колку и да мислиме дека имаме добра идеја, треба да провериме дали всушност таа е за да се постави за на краудфандинг платформите. Оваа година, баш пред околу месец дена, заврши втората кампања на дечките од Final Frontier Games, кои изработуваат друштвени игри. И тие со втората игра успеа да соберат веќе рекордни $370,000, користејќи Kickstarter како интернационална платформа. Донациите беа од цел свет. А јас знам една кампања од регионот, од Хрватска, две девојки кои што рекреативно и како хоби си правеле пиво, решаваат да лансираат краудфандинг кампања за да започнат своја локална пивара. И они бара $8,000 за да си купат опрема за да прават пиво и на крај собраа $11,500 и сега успешно си го продаваат своето домашно пиво. Да, овие две кампањи се само два примера за тоа колку можности се нуди краудфандингот и што се може да направиш преку него, имајќи на ум дека целиот свет ни е пазар и секој еден човек на светот може да биде твојот финансиски поддржувач.